Фактот што Бугарија стана еден од главните логистички центри за достава на оружје на Украина и дава простор за маневар во спорот со Македонија. Додека нашата власт подчинето молчеше на сите бугарски навреди и омаловажувања, официјална Софија се зацврсти својата улога пред европските партнери. Стана главен центар на Западот преку кој Киев добива оружје во одбраната против Русија. Според професорот Александар Нацев, одлуката на бугарскиот парламент од крајот на 2022 година е една од работите со кои Бугарија се обезбедува предност пред Македонија во очите на европските сили. Сигурно не е тајна во НАТО кругови во Брисел дека Бугарија го правила тоа уште на самиот почеток. Можеби и сами се понудиле со цел да добијат одреден број на дипломатски поени. И тоа е тоа што денеска можеби и дозволува на Бугарија малку повеќе простор за маневар во европските дипломатски кругови, не само во однос на бугарската домашна политика, туку и во надворешната политика, особено во моментална состојба во која што се наоѓа кон Македонија. Во моментов Македонија воопшто не е меѓу главните интереси на европската заедница. Нацев вели дека имаат многу други проблеми, како војната, економската и енергетската криза, па евентуалната евроинтеграција на државава никако не е меѓу она што е приоритет на Европската унија. Мислам дека во моментов спорот со Македонија не е високо на агендата во Европа, бидејќи Европа во моментот се соочува со неколку различни проблеми, пред се економски и енергетски недостатоци. Веќе имаме сериозни реакции од голем број на лица во европските држави кои што се погласно зборуваат, дури и носители на јавни функции кои што зборуваат, да речеме со еден алтернативен речник дека потребно е да се работи на пронаоѓање решение за конфликтот во Украина. Поранешниот бугарски премиер Кирил Петков веќе се фалеше дека Бугарија продала оружје во Украина уште пред да биде донесена одлуката на бугарскиот парламент. Благодарен сум што другите земји од НАТО и Европската унија одлучија да ја имаме оваа амуниција. Го купиле во Бугарија и бесплатно го дале на украинската војска. Тоа беше најдобрата комбинација. Од една страна би можеле да дадеме голем придонес во помагање на украинската армија. Од друга страна украинската нација не платила многу или воопшто не платила. Членовите на владината коалиција во Софија претходно изјавија дека ниту еден куршум од Бугарија нема да оди во Украина. Во април 2022 според мерењата на јавното мислење, 44% од бугарите веруваат дека НАТО е одговорен за оваа војна, што е највисок процент меѓу 16 европски земји и Велика Британија, според анкетата на YouGov.